أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Zahvalnost mu pripada samo na Allah Đelešanu, zašto samo Allah Đelešanu je dostojen da mu se pravi hvala. Salavat od selam od mir od i spasod neka bidan na naši pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetot do sunniot den. Uspehot za seko jedan od nas je samo ovaj din. Во што и друго да се барат успех, човекот ќе биде изгубен, ќе биде пропаднат во дујна и во ахирет, ќе биде понижен во дујна и во ахирет. Во какво било друга ствар да барат иззе гордост, да барат понос, да барат успех, да барат среќен и добар живот во ова дујна и успех во ахирет, освен во дин. Ако не барат во било што друго да барат, ќе биде пропаднат, изгубен, понижен. Ќе биде слуга на шејтани и негови сојузници. Рекол Омер радијаллаху анху: Аззана Аллаху бил ислам. Allah Đelešanu ne vozdigna s ovaj islam. وَمَتَ ابْتَغَيْنَا عِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَ Allah. И секогаш кога баравме, кога некој бара во нешто друго понос, Allah Đelešanu ќе го понижи на него, освен во ислам. Затоа човекот, муслиманот, ние треба да се трудиме да го живееме овај дин 24 сати. Да го живееме, да го направиме да биде наш начин на живот. Како јаеме, како пиеме, како спиеме, како живееме, како работиме, се ова да биде во склад со Куран и Суннет, да биде онака како живеел, работел пегамбер алейхи салам. За да наш живот биде ислам. Само вака вие ще добиеме иззе, гордост, понос. Во ова време денеска во кое живееме, многу од луѓето, многу од муслиманите направиле нивно вервење дека со нешто друго може да се реши проблем освен со ислам. По нечив други патокас може да се реши некој проблем освен со ислам. Ова голема грешка. Многу голема грешка ако некој мисли дека нешто му е слично, мазала и нешто, дека е подобро од ислам, решение за некој проблем, за некоја работа. Ислам е вера која е објави Allah Đelešanu и која е потполна, која нема мана, никаква мана нема ислам. И важи од пегамбер алейхи салам до кијамет. За секој еден проблем што се јавиат во дујна има решение ислам, Куран и Суннет. Allah Đelešanu не остави без да ни даде решение за секој еден наш проблем. Али проблемот е што ние се оддалечивме од ова вера. Се оддалечивме од ова вера. Мислиме дека проблемите се решваат само со пари. Мислиме дека моќта, силата е во пари, во дујна, во позиција, во дереđe, во пријателство со некој што ги име тојве нешта. Мислиме дека успехот е во ова. Мислиме дека нештата и проблемите кои ни се јавиат, фитнината во кој сме запамнати се решваат со пари, со углед, со позиција, со дереđe. Ова голема грешка. Голема грешка. Заборавивме дека упатството е ке Аллах.
Allah je onaj koji upatvi. Mislime дека филан шејх ќе не упати на нас. Мислиме дека некој мој да не упати. Мислиме дека некој мој да не го земат убаството. Голема грешка. Ако имаме вакво верување, ако веруваме дека некој мој да не го земат нашето верување, грешка голема. Ако мислиме дека мојме да му дајме хидајет, упатство на некого, голема грешка. Забораивме на Аллах Желешану. Забораивме на силата на Аллах Желешану, на моќта на Аллах Желешану. Забораивме дека зрно прашина во пустина не се помесви без дозвола на Аллах. Тие кофа што не ги пласире тие нешта во тие медиуми, направи да веруваме дека овие имат поголема моќ од Аллах Желешану на убобилла. Све е во контрола на Аллах. Сите тие сили што се во дуња се во контрола на Аллах. Све е во контрола на Аллах. Али кога верникот ќе изгуби тоа веза со Аллах Желешану, како рекол Ибн Тајмија, ако човекот почне да се плаши од махлукат од створенија, ако се плаши од створенија, а не се плаши од Аллах Желешану, се од све што е во дуња ќе се плаши тој. А ако човекот се плаши само од Аллах Желешану, све што е друго во дуња ќе се плаши од него. Ама ние забораивме на овај страф од Аллах Желешану. Забораивме да се плашиме од Аллах Желешану. Забораивме наши очи да пуште солзи од страф од Аллах Желешану, како дошол во хадис на пегамбер алейхи салам, 7 персони Аллах Желешану во суден ден ќе ги клај под негова заштита, негова закрила, негова сенка. Освен која заштита и сенка нема да има во суден ден, око кој плаши до страф на Аллах Желешану, од Аллах Желешану. Ги направиме бетон наши очи. Нема пуштено солза за Аллах Желешану од страф. Мислиме дека сме сафетуллахи фил ард, дека сме избраници во дујна, дека дженнетот е загарантиран за нас, а забораваме на Омер, кој му беше ветен дженнетот и плачеше дејне и ноќе и велеше не знам што ќе биде со мене. Забораваме на Осман ибн Афан ради Аллаху ан, кој рече кога би застанал измеѓу дженнет и джехеннем и не знам каде му е место, подобро Аллах Желешану да ме направи прашина и да ме однеси ветрот. Забораивме на Хузейфета ибн Јаман. Кога му дошла смртта, почнал да плачи. Му рекле, ја Хузейфе, зошто плачиш? Рекол, не плачам поради што се преселвам од ова дујна, не плачам од страф од смртта, него плачам од тоа што ќе биде со мене, дали ќе добијам задоволство од Аллах Желешану или лутина од Аллах Желешану. Овие први генерации на кои многу од ними им беше ветен дженнет, се плашеја какво ќе биде нивното завршување од ова дујна и преселвање во ахирет. Ние денеска се понашаме како да ни е гарантиран дженнет, како да ни се гарантирано дека ни се примани наши дела. Сахаби се плашеја за нивни дела, мислеја дека нема да бидат примани нивни дела. А ние како да сме сигурни дека наши дела се примани. Забораивме на тој страф од Аллах Желешану. Кој страф, велите Аллах Желешану, е дел од вервењето. Кој страф е една гранка од иманот, голема гранка, без која гранка, без кој дел ако човекот не се плаши, тамам од Аллах Желешану нема прав иман. وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Аллах Желешану вели, немој да се плашите од нив, шејтани негови сојузници, плашете се од мене ин кунтум муъминин, ако сте од оној кој верува. Ако сте верници, плашете се од Аллах, ако сте верници. Денеска ние се подпревме, се наслонавме на себепот. Се наслонавме на себепот, а не се наслонавме на Аллах Желешану. Да, во акида, во вервење на Ахли Суннет вел Џемаат, човекот, верникот треба да ги земат себепите за секоја една работа и да се наслони на Аллах Желешану, зашто завршницата е ке Аллах Желешану. Аллах Желешану е онај кој одлучви, кој дава дали таа работа ќе биде, дали тие себепи ќе бидат тамам или нема да бидат тамам. Го забораивме ова нешто. Вели Аллах Желешану во хадиси кудси во Муслим: Ја ибади,
Kullukum dallun illa men hadejtuhu. O moji robovi, veli Allah Đelešanu u hadisi kutsi, na koji hadisi kutsi zaboravihme. O robovi moji, site ste vo zabluda osvem onaj koji ja će go upatam. Site ste vo zabluda osvem onaj koji ja će go upatam napravio pad. Festehduni ehdikum. Barajte hidajet, veli Allah Đelešanu, od mene ja će go upatam na vas. Barajte hidajet od Allah, Allah će go upati. Го заборавивме ова нешто, дека хидајетот, упаството е ке Allah Đelešanu, дека никој на никому не може да му дај хидајет, упаство. Кога Ебу Талиб, ажа на пегамбер алейхи селам, беше во смртна постела, дојде пегамбер алейхи селам и во овие смртни сати му правеше даве, за да примат ислам. Allah Đelešanu тога го објавен курански ајат, хидајетот не е во твои раци. Ти не можеш да го упатиш кога ти сакаш, хидајетот е ке Allah Đelešanu. Ја ибади куллукум даллун. Сите сте во заблуда, освен кого ја ќе го упатам. Барајте, вели Allah од мене да ве упатам, ќе ве упатам. Ја ибади куллукум џаиун. О робови мои, сите сте гладни. Сите сте вие гладни. Илла мен ет'амтуху. Освен онај кој ја ќе го наранам на него, ја ќе му дам риск на него. Немој да ти даде риск твојот газда, твојата мајка и твојот татко, твоите раце, мои раце дават риск. Не дават твои раце риск. Твој газда не дават риск. Allah е онај кој го има рискот ке него, определено. Ризниците за рискот се ке Allah Đelešanu, ке никого другия. Само ке Allah. Фестат'имуни ут'имукум. Барајте, вели Allah Đelešanu, од мене да ве нахранам и ќе ве нахранам на вас. Заборавивме нова дека рискот е во раци на Allah. И Allah вели барајте риск од мене. Немој да барате од други. Улема наведви неколку себепи за рискот. Прв од ними, бреша, прв од ними е страф од Allah Đelešanu. Прв себеп. За да ти дојде рискот, е страф од Allah Đelešanu. Покасно, иншалла, во еден ајет, ќе го видиме ова нешто, како Allah Đelešanu го гарантира рискот. Со гаранција го гарантира рискот за тие што се плашат од Allah Đelešanu. Ја ибади, продолжи Allah Đelešanu. Куллукум арин. Сите сте вие голи и боси. Сите сте вие голи и боси, илла мен кесаутуху, освен онај кој ја ќе го облечам, освен онај кој ја ќе му дам облека на него. Фестексуни ексукум, барајте од мене да ве облечам, да ви дам облека, ја на вас ќе ве облечам, ќе ви дам облека. Ја ибади, иннекум тухтиуна биллейли ван нехар. О робови мои, вели Allah Đelešanu, вие грешите и дејне и ноќе. Дејне и ноќе грешите нон-стоп. Дејне и ноќе грешите нон-стоп. Ва ане агфиру ذунубе џемијан. А јас сум, вели Allah Đelešanu, онај кој ги опрости сите гревови. Сите гревови Allah ги опрости. Фестагфируни агфир лекум. И барајте од мене да ви опростам, ќе ви опростам на вас. Го заборавивме ова нешто. Заборавивме дека секоја една работа се наоѓа во контрола на Allah Đelešanu. Сите нешта се наоѓаат во контрола на Allah Đelešanu. Allah е онај кој имат, кој го дават рискот, кој го контролират рискот, кој дават кому сакат и колку сакат. Никој не може да даде риск. Го заборавивме ова нешто. Се попрехме само на себепите, а го заборавивме онај кој ги прави тие себепи да бидат себепи. Кој прави со себе, без себе и со полусебе. Allah Đelešanu прави со себе, без себе и со полусебе. Улема рекла, инсан ние сме створени со себе, мајка и татко. Иса алейхи селам со пола себе, без татко, само мајка. Адем алейхи селам без себе, ни мајка ни татко. Заборавивме нови нешта. Се подпираме на дујна. Ни пласират кофар во дујна дека материализмот мој да заврши секоја работа, дека парата мој да заврши секоја работа, дека богатството е најголема мојш. Дејне и ноќе ова го слушаме, го читаме од тие печатени медиуми, тие електронски медиуми, го слушаме и го читаме и направивме да вервиме, тие направи да вервиме како тие сакат.
Zaboravihme da se potprime na Allah Đelešanu. Во контекст на ове ајети еден муфесир донесе една киса, една слушка во време на Селеф. Еден од улема на Селеф излезе во улици на Куфа. И во улица најде едно мало дете како плачи. Едно мало дете како плачи. Се распраша, му кажа дека ова дете е јетим, остана јетим. Дојде ке ова дете и беше многу насакирано, рече, дали сакаш да ти бидам ја твој татко денеска, да се грижам за тебе? Ова дете му рече, еден шарт, рече, за да ми бидеш ти татко. Дали, рече, кога ја ќе оглавнам, ти ќе можеш да ме нараниш? Да, рече. Кога ќе ја ошетнам, дали ќе ме напоиш со вода? Да. Кога ќе се искинем на облека, дали ќе ме облечиш во нови? Да. Рече, кога ќе умрам, дали можеш да ме проживиш ти? Не. Дали, рече, кога ќе дојдам во Хисам во судниот ден, можеш да ми ги опростиш мои гревови? Не. Тога, рече, остави ме на онај кој мој, да ги направи тој работи, ја се подпирам на него. Не ми треба никој, ја се подпирам на него. Вакво терпие има овие мали деца во време на Селеф. Што денеска ни фали тоа нешто. Денеска ние сме спремни да направиме куфар, за да заработаме мал риск. А тој риск е одреден, брате. Одреден е тој риск. Во време на Али радијаллаху ан, Али радијаллаху ан сакаше да влезе и да кланат 2 рекат тахијатул месџид во една џамија. Имаше еден младиш и му рече, чувај моја камила додека кланам. Кога излезе надвор, најде камилата, а на камилата него најде облавникот и тој младиш. Го земал тој облавникот и избегал. А пред да излезе тој џамија, Али радијаллаху ан земал 2 дирхеми во рака за да му ги дај за тоа што му чуваше негова камила. Кога излезе го нема. Виде едно друго дете и рече, одај во чаршија во пазар да ми купиш еден облавник за ова камила. Овај што го украл овај облавник од ова камила изнегол во пазар да го продава. Го сретнало ова дете, колку го продаваш? 2 дирхеми. Му ги дава ове 2 дирхеми и го зема. Кога го видел Али радијаллаху ан овај облавник, рекол, можеш ове 2 дирхеми да ги зема на халал начин, ги зема на харам. Тие биле за него, ама го избра патот да ги земат со харам. Еден верник треба да го исполни негово срце со страф од Аллах Джелешану. Да не се плаши од никаков махлук створен. Да не се плаши од ништо во дујна. Денеска, Аллах Джелешану од 5 работи што му даде на пегамбер алейхи селам, а не му даде на други пегамбери, едно беше да го, кога ги сретне на куфар, еден месец на пешачење, да му влеет Аллах Джелешану страв во срце на куфар. Снимаш? Еден месец пред да се срегне со пегамбер алейхи селам да се плаша. Исто така и од верници. И денеска ова е како ајб, како нешто неубаво, да се плаше тие што се душмани на овој дин од тебе. Те нападат, брајче, зошто така? Зошто Аллах Джелешану го дават кому сакат тој, од негови робови. Зошто ако верникот се плаши само од Аллах, све друго ќе се плаши од него. Све друго ќе се плаши од него. Овој страх, ова да се плаши човек од Аллах е причина за помошта од Аллах Джелешану да биде нон-стоп со таков човек. А неприсуството на овој страх од Аллах е себе помошта од Аллах Джелешану да биде далеко од тој човек, таа заедница. Да биде далеко од таа заедница. Аллах Джелешану вели: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. И кој се плаши од Аллах Джелешану, вели Аллах. Кој се плаши од Аллах Джелешану, Аллах Джелешану ќе му најде излез од секоја ситуација. Махреджа, муфесири велат и во дујна и во ахирет. Од секоја една тешкотија, од секој еден проблем, Аллах Джелешану ќе му најде махреджа излез. И во дујна и во суден ден, во тие големи страоти, сират, машер, мизан. Во овие страоти најголеми, Аллах Джелешану ќе му најде махреджа излез за тој што се плашел од Аллах Джелешану само. Искрено со вистинска страв. Махреджа се плашел од Аллах Джелешану, ќе му најде махреджа излез. Продолжи Аллах Джелешану: وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. И Аллах Джелешану ќе му даде ризк од каде се тој не надева.
Откаде тој не ни помислува, муфесири кажат, че му дојде откаде тој не помислува, мана значење, че му даде лесно рискот на него. Че му го олесни рискот на него. Че му го даде лесно откаде се тој не надева. Али вистински да се плашиш од Аллах Желешану. Со таман страв, да немаш никакво шубе во таа страв. И не само ова. Веќе Аллах Желешану, ја ејюхеллезина амену, иттетекуллаха јаџ'ал лакум фурқана. Веќе Аллах Желешану, овие што верувате. Ако се плашите од Аллах Желешану, Аллах Желешану на вас ќе ви даде фуркан. Разделуваш на вистина од невистина, ќе ви даде сензор, ќе ви даде сетило на вас, ќе ви даде око на иман, да можете да видите што е хак, што е батил, да можете да видите што е вистина, што е невистина. Ова е најпотребно во овие моменти на фитне, на фесад, на разврат, на неморал, кога е све измешано, кога вистината е измешана со невистина. Ја ејюхеллезина амену иттетекуллаха јаџ'ал лакум фурқана. Ќе ви даде разделуваш на вистина од невистина. Да можете да позните вистина од невистина. Денеска ние сите викаме дека големо фитне, голем разврат, голем неморал, голем фесад. Ова бреше малку за тие што не чекат уште. Малку за тие презнаци кои ги кажал пегамбер алейхи селам дека ќе дојдат пред кијамет. Малку во однос на фитне на деџал. Рекол пегамбер алейхи селам, кога ќе се појави деџал, многу верници што мислеле дека имале јак иман, ќе паднат на ова искушение. Ова најголемо искушение од Адем алейхи селам до кијамет за верниците. Деџал. Тие војни што ќе бидат пред кијамет. Иште поголемо фитне од ова денеска во која сме ние. И верникот ако нема това да види што е хак, што е батил, што е вистина, што е невистина, немој да излезите од ова нешто. И ако се плашиш од Аллах Желешану, ќе даде Аллах Желешану фуркана, ва јагфир анкум сејјатикум, и Аллах Желешану ќе ви го опрости на ваш гревовите, ва јагфир лакум, ќе ви се смилува на вас, валлаху зу фадлин азим, и Аллах Желешану онај кој е милостив и многу кои даруват. Заборавме на овие нешта ми е денеска. Заборавме на Аллах Желешану. Заборавме да се потприме вистински на Аллах Желешану. Заборавме. Не сме како сахаби. Не сме како тие први генерации. Тие први генерации, секогаш ако му се задесило нешто, ако му се случило нешто, одма преле преиспитвање со себе, преиспитвање со неговиот иман и преиспитвање со везата со Аллах Желешану, зашто знеле дека секој едно грев, секој еден грев што го прави е себеб за да дојдат други проблеми, е себеб за да се зголемат проблемите ке тебе во твој живот, во твоја фамилија. И денеска ние ги заборавивме овие нешта. Има многу вакви нешта што ги заборавивме. Денеска ние го заборавивме на Кур'ан. Го заборавивме на Кур'ан. وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Вели Аллах Желешану, и кој ќе му сврти грб на Кур'ан. Зикра, Кур'ан одека дошло, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. За него ќе има тежок живот. Ќе има тешки живот во дујна. Тешко ќе живее овој човек во дујна. Заборавивме на Куран да се подсетиме. Денеска ние имаме време да се расправаме едни со други. Да се расправаме во невредни работи. Да кажеме јас сум во право, ти си во право, а заборавивме да се вратиме на Куран. Заборавивме да прочитаме од Куран. Заборавивме, не направивме ке нас фарз секој ден да видиме да дејме над Куран. Ибн Тајмија кога влегол во затвор, последно време од негов живот, изговорил едно џумле, една реченица која е запишал во едно од негови книги и рекол, камо цел мој живот да му се посветев само на Кур'ан. Зашто расправијата Ибн Тајмија многу беше во диалог, во полемика, во објаснување на проблемите меѓу тие секти кои беа јавени во негово време. И расправијата со овакви луѓе само ти го прави тврдо твоето срце. Само ти го прави тврдо твоето срце. Само кога не би застанал да се расправам само со Кур'ан. И денеска да не се правиме пишман на ние, да се вратиме на Кур'ан и на Суннет.
Да го бараме хакот во тие две нешта, зашто само таму е хакот. Нема хак на друго место. Ове два извори за кои гарантира пегамбар алейхи селам, ви оставам две нешта после мене, Куран и Суннет. Ако се држите до ними, живите на прав пат. Ако скршните до ове две нешта, ќе скршните од вистината. Иншаллах, Аллах Джелешан да даде разбирање, да не попред, да не напред од ој некој ќе се плашиме вистински од Аллах Джелешан. Да не напред од ој некој ќе го живееме овој дин. Не да го учиме овој дин, него да го живееме овој дин. Да живееме во овој дин, во наши кужи да се живеат овој дин. И Аллах Джелешан да му олесни на сите муслимани кои се момака во тегово искушение, кои што немаат покрив над главата. Во еве мубарек денови, во еве мубарек ноќи. Да правиме дуа, зашто еве ноќи, еве денови време кога Аллах Джелешану ги примат ибадетите од своите робови. Да правиме дуа за овие наши браќа кои што се во голема тешкотија. И Аллах Джелешану да му олесни таа тешкотија. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.